making and want to be enhanced to provide data during this project is the important examination have been harmonized. Представници на медиумите, почитувани присутни, ми представува особено задоволство да присуствувам на денешниот настан по повод завршувањето на проектот надградба на земјоделскиот информативен систем и воспоставување на системи за размена на податоци помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и другите релевантни институции, финансиран од инструментот за предпристапна помош ИПА на Европската унија. Денеска заеднички ќе ги споделиме резултатите од овој проект за услуги и ќе ги дефинираме идните чекори за функционирање на овој земјоделски информативен систем. Целта на овој проект е функционална размена на податоци помеѓу Министерството и релевантните институции како што се Државниот завод за статистика, Платежната агенција и останатите институции кои располагаат со податоци потребни за анализа и креирање на земјоделските политики. Проектот е финансиран од Националната програма ИПА 2011 и се спроведуваше во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и траеше 20 месеци. Вредноста е околу 700.000 евра. Земјоделските политики се едни од најважните секторски политики на една држава и нивното креирање е динамичен процес кој зависи од степенот на развој на самото земјоделство, развојот на науката, но и од развојот на домашниот и на соседните пазари. Соодветното креирање на политиките придонесува кон намалување на иселувањето на населението и нивно задржување во руралните средини, а со тоа изголемување на земјоделското производство и намалување на увозот. Креирањето на соодветни политики најмногу зависи од развојот на човечките ресурси преку континуирано надградување на знаење, следење на светските трендови во земјоделството и организираноста на институциите при носењето на одлуки. Овој проект преку реализација на предвидените активности придонесе за јакнење на капацитетите на Министерството и тоа во насока на започнување на процесите за планирање и анализа на политиките. Во соработка со експертите се изработија прирачници за креирање на биланси на понудата и поборувачката за најважните производи, како што се жита, ориз, зеленчук, овоше, вино и месо, кои се потребни за процесот на донесување на одлуки поврзани со развојот на политиките во земјоделството и руралниот развој. Исто така се изработи прирачник поврзан со управување на циклусот на земјоделските политиките во земјоделството и руралниот развој, вклучувајќи процеси на анализа, мониторинг и планирање. Во едно од самиот проект излегува индикатори за следење и евалуација на земјоделската политика во согласно со принципите на заедничката земјоделска политика на Европската унија, односно индикатори за влијанието на политиката, показателите за резултатите од политиката и аутпут индикаторите. Во рамки на проектот се изготви нов софтвер за земјоделскиот пазар информативен систем и преку нова веб страница возможува поедноставно управување и внесување на податоци, но и поедноставен преглед на цените на земјоделски производи и на другите содржини за сите корисници. Со поддршка на проектот и искреираните IT алатки се овозможи обезбедување на корисни податоци и нивна размена помеѓу релевантните институции во насока на креирање на земјоделската политика, а со тоа и спроведување на ефективна земјоделска политика и политика на рурален развој. Техничката помош обезбедена од овој проект придонесен кон прилагодување на политиките на заедничката земјоделска политика на ЕУ и поддршка на реформите во земјоделско-прехранбениот сектор на Република Македонија. Почитувани, во името на владата на Република Македонија изразувам благодарност до Европската унија што ја возможи реализацијата на овој проект во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој придонесе кон јакнење на административните капацитети како и успешно спроведување на реформите согласно барањата на Европската унија и потребите на Македонија. Овој и останатите други проекти финансирани и технички помогнати поддржани од Европската унија се од голема важност за развој на македонскиот аграр и неговото доближување до европското земјоделство, што представува наш клучен приоритет. Благодарам на вашето внимание.